Почитувани, добар ден. Вчера обзнанивме голем скандалозен тендер, договорен во 4 очи, во период на вонредната состојба. Додека граѓаните умираат од вирусот COVID-19 и ги губат своите работни места, владата на СДСМ го цеди буџетот на граѓаните. Фирмата Алпима Градба Тим Доел Струмица, како единствен понудувач, во 4 очи доби тендер од ЈП Дрисла и Шилегов во висина од над 12 милиони денари или над 200.000 евра. Собственик на фирмата која го доби тендерот е Александар Пиперевалиев, инаку бизнис партнер со Горан Крстев, кој пак еден од најблиските бизнис партнери на семејството Заеви и човек кој со Зоран Заев беше аболиран за глобал. Но дали е точно дека за овој скандал има и роднинска спрега, односно дали е точно дека Пиперевалиев, освен тоа што е близок пријател, е и роднински поврзан со генералниот секретар на владата Драги Рашковски. И дали е точно дека директорот на ЈП Дрисла, Коста Начевски, е прв братучет на сопругата на генералниот секретар Драги Рашковски. Сега веќе јавноста може сама да процени како се добиваат тендерите во ЈП Дрисла. Еве, Драги Рашковски јавно нека каже која е поврзаноста помеѓу него и Пиперевалиев. Дали ова значи дека градежните машини кои ги изнаемил братучедот на сопругата на Рашковски преку ЈП Дрисла се на блискиот пријател и роднински поврзан со Рашковски Александар Пиперевалиев. Јавно прашуваме, дали овој тендер е доделен со амин на Рашковски и Шилегов и дали лично Драги Рашковски има влијаено за доделување на овој тендер? Дали заради ова беше борбата на тендерашот Шилегов за Дрисла? Како од сите фирми во Македонија, баш се погоди таа што е блиска до Заеви да ја изведува работата. Јавно повикуваме случајот да го испити антикорупцијската комисија, имајќи предвид дека истата фирма која го добила тендерот нема искуство со други тендери. Почитувани, ова е начинот на работа на СДСМ. Ви благодарам. Прашања? Почитуван генерален секретар, стигна 2 прашања за вас до пресцентарот на Комора ДПМН. Првото прашање, дали имате одговор од другата страна во врска со повикот на председателот Мицкоски ВМРО ДПМН за лидерска средба? Ако може едно по едно. Да. Од она што го знаем, од она што имаме прилика да го видиме, се уште има молк од другата страна, односно нема никакви информации. Еве, ја користам оваа прилика уште еднаш да го реафирмирам и уште еднаш да го повторам барањето, односно потребата од свикување на една таква лидерска средба, каде што всушност ќе се разговара за најбитните работи кои што во моментов се случуваат во државата и секако дека на таа лидерска средба како приоритет мораат да бидат здравието и животот на граѓаните, односно она што се случува со коронавирусот и секако како тоа влијае врз стопанството и економијата во Република Македонија. Второто е во рамките на една јавна набавка објавена од страна на владата на Република Македонија, имајќи во предвид дека се наоѓаме во вонредна состојба и се кратат непродуктивните трошоци, владата има објавено тендер за набавка на над 3 тони кафе и околу половина тон петисани. Дали може ваш коментар околу ова? Па, нека ми прости јавноста, но ова е еден класичен вид на забегување. Во оваа ситуација во која што се наоѓа не само нашата држава, туку и целиот свет, да им е дојдено до кафе и до бадеми, навистина не знам дали има потреба на било кој начин да го коментираме, бидејќи сметам дека јавноста, граѓаните на Република Македонија го препознаваат, односно гледаат што всушност се случува. Навистина не разбирам како воопшто нормален човек може тоа да го прави. Не знам, ќе им порачам само, еве, додека пијат кафе, нека се сетат само на сите оние луѓе кои што се погодени од кризата, на сите заразени, на целиот медицински персонал и сите останати кои што се борат со коронавирусот, а немаат соодветна заштитна опрема. Добро, благодарам. Тоа беа прашањата за вас. Благодарам.